Полицијата апси поранешни директори од електраните на Македонија и РЕК Битола. Голем број жени убиени од интимни партнери и членови на семејството. Русија му додели за солниште на Асад. Вештачка интелигенција пријавува превод на клинесто писмо. Ни предстои големо поскапување на кафето. Европска унија, заедништво и моќ. Скутер со соларни панели, еколошки иновативен транспорт. Полицијата спроведе голема акција за апсење на поранешни директори на електричната мрежа на Македонија и РЕК Битола. Акцијата е во врска со сомнежи за финансиски неправилности и злоупотреба на овластување. Се претпоставува дека овие лица биле вклучени во коруптивни активности кои довеле до големи загуби за државните компании. Полицијата продолжува со истрагата, а обвинувањата се однесуваат на период кога тие ги раководеле компаниите. Во 2023 година, глобалната статистика покажала дека 51.100 жени и девојки биле убиени од нивните интимни партнери или членови на семејството. Многу од нив претходно пријавиле насилство, што значи дека овие трагедии можеле да бидат спречени. Ова укажува на сериозната потреба за поголема свесност и системи за поддршка за жртвите на насилство. Фемицидот, како една од најекстремните форми на родова дискриминација, е тесно поврзан со домашно насилство и културни, економски и социјални нееднаквости. Статистиките во различни региони, како Латинска Америка и Европа, покажуваат алармантен број на убиства на жени, често поради традиционални родови улоги и недостаток на заштита. Москва му додели азил на поранешниот сириски председател Башар ал-Асад, што е одлука на рускиот председател Владимир Путин. Портпаролот на Кремљ, Димитрий Песков, потврди дека оваа одлука е лично донесена од Путин, но не откри каде точно се наоѓа Асад. Русија исто така обезбеди азил за други поранешни лидери, како Мирјана Марковиќ, сопругата на Слободан Милошевиќ, и Аскар Акаев, поранешниот председател на Киргистан. Во меѓувреме, не сите кои побарале за солниште биле прифатени. Вештачката интелигенција се користи за преведување на клинестото писмо, старо повеќе од 5000 години. Овој метод се користи за да се забрза преводот на акадскиот јазик, кој е основа на старите цивилизации во Месопотамија. AI моделот, развиен од научници и археолози, веќе дава ветувачки резултати, но се очекува понатамошно подобрување на точноста со проширување на базата на податоци. Целта е оваа технологија да стане помошник за научниците при расшифрување на древни текстови и задржување на културното наследство. Поради зголемената цена на кафето и намалената понуда, се очекува кафето да поскапи и во Македонија. Причината за поскапувањето лежи во големото поскапување на цената на кафето на глобалниот пазар, кој се соочува со различни предизвици. Предвидувањата за 2024 година се дека оваа ситуација ќе продолжи, што ќе има влијание на кафебаровите и малопродажните цени. Според стручњаците, цената на кафето би можела да расте понатаму ако се продолжат проблемите со производството и транспортот. Вистина е дека Европската унија е формирана на 1 ноември 1993 година со договорот од Мастрихт. Вистина е дека нејзината основна цел е да промовира економска, политичка и социјална интеграција меѓу државите членки. Вистина е дека денес Европската унија ја сочинуваат 27 земји членки, кои заеднички работат на унапредување на мирот, стабилноста и економскиот раст. Вистина е дека организацијата им овозможува на своите членки слободно движење на луѓе, стоки, услуги и капитал, што е познато како единствен пазар. Вистина е дека Европската унија има значајна улога во заштитата на човековите права, екологијата и промовирањето на одржлив развој. Вистина е дека таа исто така се грижи за зајакнување на демократијата и владењето на правото во Европа и пошироко. Вистина е дека соработката во рамките на Европската унија има донесено бројни придобивки за нејзините граѓани, како заедничка валута, еврото, кое го користат 20 земји, и програми како Еразмус, што поддржува размена на студенти. Вистина е дека и покрај различните предизвици, Европската унија продолжува да биде клучен пример за регионална соработка и единство. Вистина е дека земјите членки на Европската унија се обединети од заедничките цели за економски напредок и стабилност. Вистина е дека сегашните 27 земји членки се Франција, Германија, Италија, Шпанија, Полска, Холандија, Шведска, Австрија, Грција, Чешка, Португалија, Белгија, Унгарија, Данска, Финска, Ирска, Бугарија, Романија, Хрватска,
Литванија, Латвија, Естонија, Словачка, Словенија, Малта, Кипар и Луксембург. Вистина е дека секоја земја членка има свои задачи и обврски во рамките на Европската унија. Например, Германија и Франција често играат водечка улога во носењето на политички одлуки, бидејќи се меѓу најголемите економии. Вистина е дека земји како Полска и Унгарија се значајни за одржување на рамнотежата меѓу Источна и Западна Европа. Вистина е дека помалите земји, како Малта и Кипар, активно придонесуваат во области како што се морската безбедност и управувањето со границите. Вистина е дека Литванија, Латвија и Естонија работат на зајакнување на одбраната и стабилноста во регионот на Балтикот, што е особено важно во контекст на геополитичките предизвици. Вистина е дека јужните земји членки, како Шпанија, Грција и Италија, се фокусирани на прашања поврзани со миграцијата и одржливиот развој на медитеранскиот регион. Вистина е дека тие соработуваат заедно со другите членки за споделување на одговорностите за бегалците и мигрантите. Вистина е дека секоја земја членка има право да предлага и гласа за законодавни иницијативи во рамките на Европскиот парламент. Вистина е дека тие заеднички работат на решавање на глобалните предизвици, како што се климатските промени, дигиталната трансформација и заштитата на европските вредности. Вистина е дека седиштето на Европската унија се наоѓа во Брисел, Белгија, каде што се одвиваат најважните политички и административни активности. Вистина е дека покрај Брисел, Европската унија има значајни канцеларии и институции во Страсбург, Франција, каде заседава Европскиот парламент, и во Луксембург, каде се наоѓа Европскиот суд на правдата. Вистина е дека овие градови представуваат символи на европската интеграција и соработка. Lightfoot е електричен скутер опремен со соларни панели што го прават еколошки и одржлив. Со досег до 30 км дневно и максимална брзина од 32 км на час, тој е идеален за градски транспорт. Панелите не се премногу жешки и имаат додатен простор за складирање од 42 литри. Производот е развиен од Сол Грифит, австралиски инженер и коосновач на стартапот Oderla. Скутерот е погоден за возење без потреба од возачка дозвола во Соединетите Американски држави и може да се користи на патиштата и велосипедски патеки. Полицијата апси поранешни директори од електраните на Македонија и Рек Битола. Голем број жени убиени од интимни партнери и членови на семејството. Русија му додели за солниште на Асад. Вештачка интелигенција пријавува превод на клинесто писмо. Ни предстои големо поскапување на кафето. Европска унија, заедништво и моќ. Скутер со соларни панели, еколошки иновативен транспорт.